Добар ден, драги ученици! Јас сум Белокозовска Симона, наставник по предметот биологија во Основното училиште Ѓорги Сугарев од Битол. Добре дојдовте на уште еден час од темата Движење кај луѓето за 8 одделение. Насловот на денешната лекција е градба на куски и зглобови. Најпрво да се запознаеме со целите на часот. Вие треба да знаете да истражите улогата на скелетот низ зглобовите, да ги споредувате резултатите со вашите предпоставки и да ги дискутирате објаснувањето на резултатите користејќи научно знаење и разбирање. Да се потсетиме, коските имаат различен изглед. Те може да бидат плочести, коцкести, неправилни куски и долги куски. Доколку разгледаме една долга куска, на неја ги забележиме три делови. Две епифизи, кои што се проширен дел на краевите од коските и всушност служат за поврзување на коската со друга куска, и еден истолжен дел наречен диафиза. Во себе коските содржат сопствени крвни сатови. Внатрешноста на коските е изградена од специјализирани коскени клетки, наречени остеоцити. Околу нив постојано се таложат соли на калциум. Калциумот ја дава цврстината на коската. Постојат два типа на коскено ткиво, и тоа компактна куска, која што е цврста и спиена, и сунгереста куска, која има празни простори. Доколку сакаме да испитаме цврстината на коската, можеме да направиме лабораториски експеримент. Да напоменам, експериментот не се работи во домашни услови. За овој експеримент потребни ни се лабораториска чаша, пилешка куска и хлороводородна киселина или оцет. Лабораториската чаша се полни со оцет до половина, а потоа во самата чаша ја ставаме коската, така што половина од неа да биде во течноста. Коската ја оставаме најмалку 24 часа да декалцифицира. Што ќе се случи? Оцетот се смета за блага киселина, но доволно силно за да го разреди нивото на калциум во коските. Откако калциумот ќе се разреди, не постои ништо што ја задржува коската цврста. На овие фотографии не е покажан дел од експериментот. Всушност, во овој дел на фотографијата можеме да забележиме дека коската доста лесно се витка. Градба на зглобови. Веќе споменавме дека епифизите служат за поврзување на две соседни куски во зглоб. Според поврзувањето постојат подвижни, полуподвижни и неподвижни зглобови. Подвижните зглобови се нарекуваат синовијални зглобови. Коските во подвижните зглобови се поврзани со лигаменти. Кога две површини се движат една врз друга, силата наречена триење се обидува да го попречи движењето. Така се случува всушност и кај коските. За да се намали триењето меѓу две куски, нивните краеви се обложени со мазна лизгава рскавица, а просторот помеѓу нив е исполнет со густа лизгава течност, наречена синовијална течност. По оваа течност, подвижните зглобови се нарекуваат синовијални зглобови. Активности за овој час. Истражете за повреди на зглобовите како што се истегнување или кинење на лигамент, исчешување на зглоб, или пак истражете за потребата на знаење на анатомија за одредени звања, како што се спортисти, балерини и слично. Делот кој што ќе го истражите, пратете го на вашите предметни наставници. Заклучок. Од денешната лекција можеме да заклучиме дека солите на калциум кои се таложат во коските им даваат цврстина на самите коски. Зглобовите пак се наоѓаат меѓу коските. Синовијалните зглобови имаат својства кои овозможуваат непречено движење. Доколку имате одредени прашања поврзани со денешната лекција, контактирајте вашите предметни наставници. Ви благодарам на вниманието.